Во патувањето низ древните градови на континентот ги посетивме Болоња и Падова. Веруваме најпривлечните места во северна Италија. Древноста и афирмацијата на овие два града е доста голема, зашто тешко може да се верува дека има неинформирани луѓе кои не знаат за овие две гнезда на историјата, уметноста и културата, не само во рамките на оваа земја, на континентот, туку и во целиот свет. Затоа хроничарот има доста одговорна работа на својот читател или гледач да му сервира нешто ново за овие два града, нешто што е сосема непознато. Изговорот на имињата на овие два града изгледа дека звучи блиску, како се да е јасно, како да станува збор за два блиски и многу познати града. Така е на прв поглед. Познатиот историчар од Ренесансата, Јакоб Бургхарт, рече и забележа во еден случај дека Болоња е и ќе остане еден од најубавите градови на Италија. Со својата мощна добра географска положба и плодните полиња во близината, Болоња била развиена уште од бронзеното доба, додека во железното градот доживеал вистински растут и голем развиток во сите области. Кон крајот на 6 век и половината на 7 пред нашата ера, местото каде што е сместена денешна Болоња се викала Велзна, а подоцна со латинизираното име Фелсина, што веднаш се претвора во еден од главните центри на етруската цивилизација. Во втората половина на 4 век пред нашата ера, Фелсина паѓа под долгогодишна окупација на галите, кои во голема мера влијаеле врз јазикот. Така во Болоња се среќаваат белези на гало-латинските јазици. 189 година пред нашата ера е година на победата на римјаните над галите, година кога победниците овде создаваат колонија под името Болоња. Оваа истовремено е година кога овој град ќе го добие единственото име. На случајниот патник му останува да го анализира периодот од 189 година пред нашата ера, за да види колку всушност е стар овој град. Историчарите останаа таму каде што и почнаа во решавањето на суштината, како значење всушност има името Болоња. Од една страна се вели дека името произлегува од галите, кои се викале Боиени, додека другите велат дека името произлегува од римјаните, што значи надеж, Болоња, благодет. А спроти овие две тези постои уште една каде што се вели дека Болоња е топографско име Бона, што значи зграда. Како и да е, многу векови порано се создава овој древен град, кој ќе се зачува од разни стихии на минатото. Во почетокот на 5 век на нашата ера, Болоња беше на работ на својата пропаст. На градот му се закануваше опасност од варварите, кои имаа намера целосно да го разурнат.
Пред оваа стихија излегува епископот кој се викал Петронио. Тој е познат не само како солиден водач на широката градска маса, туку и како водач на капиталната изградба. Тој го изградил комплексот на црквите Санта Стефано, кои се познати во целиот свет. Овој комплекс е идентичен со црквите на Ерусалим. Во чест на овој голем градител на црквата Сан Петронио, тука и ден денес се наоѓа гробот на Петронио. Натамошниот развиток на Болоња тесно е поврзан и со создавањето на првиот универзитет во Европа, а со тоа се поврзани и сите натамошни урбани структури. Во Болоња, која има мощно развиено земјоделство, се создава и првата виша управна школа. Со нејзиното отворање, овде доаѓаат студенти од цела Европа. На тој начин Болоња станува центар на теолошката култура. Универзитетот на Болоња се основа како универзитет на студентите, каде што главниот збор го имаат студентите, што е во спротивното со Парискиот универзитет, кој дури го носеше името Универзитет на професорите. Тогаш, по 1000-та година, во Болоња имаше околу 2000 студенти, додека целиот град имаше од 30 до 40.000 жители. Присуството на толку голем број студенти создаде уште поголеми можности за развиток на трговијата. Уште од тоа време овде веќе се разменуваа девизите, не само од земјите на Европа, туку и пошироко. Во тоа време цути урбанизмот, што секако ја овозможува миграцијата село-град. Во 14 век во целиот свет беше позната сликарската школа во Болоња и покрај тоа што во тоа време големо внимание привлекуваше и фиорентинската школа. Еве неколку сликари кои живееле и работеле во тоа време. Джотто, Витале, Јакопино, Андреа да Болоња, Кристофоро да Болоња и други. Болоња е позната и по многобројните плоштади и атрактивни пазари. Да се потсетиме само на познатиот пазар Маџоре.
Ова е главниот плоштад на градот уште од 13-тиот век. Тука се поставени и Палацо дел Подеста, Палацо Комунале, Палацо дел Нотаи и црквата Свети Петронија. Оваа црква е изградена за време на 3 века. Влијанието на римската црква во Болоња се забележува посебно во урбанизмот. Во 17-тиот век во Болоња имаше околу 100 манастири, низ кои се спроведуваше хегемонијата на папата. Во 18-тиот век, како декоратор и архитект во овој град, работи семејството Бибиена, познато во цела Европа. Членовите на ова семејство во 1763 година го изградија театарот на комуната. Типичната структура на овој барокен театар брзо ќе се прошири во сите главни центри во Европа. Уметничкото богатство на Болоња се чува со големо внимание во многобројните музеи, каде што може да се видат слики, скулптури и слични вакви дела, не само италијански, туку од целиот свет. Од најпознатите луѓе што живееле во овој град, покрај другите, треба да се подсетиме на научникот Џулиено Маркони, пронаоѓач на радиото, поетот Џозуе Кардучи и многу други. Падова е стар и можне познат град, за што сведочи неговата 2000 годишна историја, која е изразена преку монументите и уметничките дела со признати вредности. Незиното тројанско митско и благородно потекло, според кое Падова е сестра на Рим, и ден денес е сугерирано од гробот на Антенорит, еден надгробен римски споменик. Непосредните контакти со Рим Падова ги започнала уште од 226 година пред нашата ера, кога римјаните ја водат последната битка со галите на реката По. Познатото име на римскиот историчар Тит Ливие и на сенаторот Тресео Пето
сведочат секогаш за културното и историското значење на Падова, Патавиум, за време на Римското царство. Растутот на овој град во 602 година е спречен од фаталниот оган од страна на војниците на варварскиот крал Аџилулфо. Во текот на својата богата историја, Падова многу пати беше урната од разни пожари, земјотреси и друго, но секогаш се изградуваше и се обновуваше за да стане еден од најубавите градови, не само во овој дел на Италија. Падова, како во шегување рече еден хроничар, е еден мощно фотогеничен град. Многобројни се и монументите што се од големо значење за Падова. Од сите нив се разликува црквата Света Софија, што има византиско потекло и е единствен пример на римската архитектура во Падова. Меѓутоа, најскапоценото дело на Падова му ја оставил еден заштитник на уметноста и уметниците кој се викал Енрико Скровењи, што го повика Ѓото да ја разубавив со слики поемата на човечкиот спас по Санта Марија де ла Карита 1304-1209, а тоа е најзачуваниот комплет слики на фиорентинскиот мајстор. Но Енрико Скровењи за оваа црква не го повика само Ѓото, туку статуата на олтарот сакаше да изработи Џовани Пизано, најголемиот скулптор на Тоскана во почетокот на 14 век. Овие главни дела на Тоскана наоѓаат централно место во Падова, универзитетски град уште од 1222 година. Познат во Европа, значаен клуб на класичната култура и на филозофската доктрина. Да се подсетиме на неколку славни имиња. Албертино Мусато, поет, и Пиетро да Бано, лекар, филозоф и многу познат астролог, кои што најдобро сведочат за високото културно ниво на Падова во времето на Данте Алигјери.
Kako Bolonja, така i Padova, dosta je bogata so ploštadi i pazari. Eden od njih je ploštadot Prato della Vele, što je jedinstven vo svetot. To je golemi trkalezen, pridružen so vodotek i so statuji. Vo negovata sredina ima jedan park, bi rekle, duri so jedna mala šuma, so mnogubrojni egzotični drvja. Ovaj ploštat, koji je izgraden među 1775. i 76. godina, je posljednata gradba na Venecijevo Padova. U 1779. godina iščeznuva Venecijanskata republika i Padova vleguva pod Avstrijska imperija. Za vreme novoj period je izgradena i Cafe Pedro među 1826. i 1831. godina. To je blizina na univerzitetski odgrad i do Palacata Bo, kade što vo tije godini se sobirale studentite i profesorite i diskutirale za osloboduvanje na Italija od Avstrija, kako i za osnovanje nezavisna nacionalna država. Među drugoto, vo Padova je interesni Palatata Carrara, izgradena među 1138. i 1345. godina. Ova palata je istaknavme zato što ta je poznata vo cijela Italija kako jedna od najubavite palatina togašnjata aristokratija od 14. veka. Za žal, danes ne ostanalo skoro ništa od ova poznata palata i pokraj toga što ta bila obnovena vo 16. i 17. veka. U 1405. godina Padova potpadja pod Venecijanskata republika. Međutim, politički te problemi nego sprečija kulturni i umetnički od razvitok na gradot. Univerzitetot mnogo brzo se proširuva so novi zgradi, kako što je Sapienza ili Palatata Bo, što je mnogo golema. V ova palata rabotele naučnici te Fabrizio d'Acquapendente, osnovač na noviot anatomski teatar vo Evropa, i Galileo Galilei. Imenjata na Donatello, Mantegna i Tiziano svedočat za golemoto značenje što imaše Padova vo renesansata. Така, како некогаш и ден денес, Падова е значаен голем центар на културата и современата уметност на Италија.
Падова е мирен, чист и секогаш ведар град, што ти останува во долго сеќавање. Останува длабоко во срцето, за да го обврзе секој посетител да користи и други можности да го посети овој мощни атрактивен град со многобројни плоштади и пазари кои длабоко во себе пулсираат со типичната италијанска атмосфера.